Драги гледачи, добар ден, добро дојдовте во ова 11-то издание на емисијата Тип 102. 11-то и специјално новогодишно издание во кое во наредниве 60 на минути ќе ви понудиме интереси содржини со атрактивни гости. Реков новогодишно издание во кое ќе има видоизмената содржина, ќе ги нема оние стандардни ваши јавувања, бидејќи реков ќе има интереси атрактивни гости, ќе го нема и она катче во кое што Џаро типува и прогнозира негови понуди за овој викенд, а од гостите ќе најавам дека тоа ќе биде Дарко Стојанов, фудбалер на Брегалница, играч кој што честопати знае да ги затресе мрежите и како што милуваат одбранбените играчи кога постигне гол, некако повеќе се радуваат на постигнатото. Друг гостин ќе биде Димитар Георгиев, кикбоксер од Неготино, бидејќи еве емисијата Тип 102 добива се повеќе на популарност, се следи преку интернет и тој доаѓа од Неготино, инаку е светски рекордер во кикбокс во неговата дисциплина. Потоа гостин ќе биде Владко Митков, наш ракометар, репрезентативец кој што настапува во Австрија, а она на интересното следува на крајот кога ќе имате можност да се запознаете со генералниот менаџер на облажувалниците на Вилхил, тоа е Илија Ѓозеф Џуза, представникот на Источна Македонија, генералниот менаџер доаѓа од Радовиш, кој што еве ретко се случува тоа, меѓутоа со негов предлог програма од 10 екипи кои што ќе ги истипува и се надеваме дека ќе донесе среќа на вас. Тоа е она накратко што ќе следува во наредниве 60 минути. Предлагам да останете покрај малите екрани и да се дружиме заеднички со 11-тото издание на емисијата Тип 102. Одеме со джингл и веднаш со најавените содржини. Во ова новогодишно издание на 11-тата емисија поред Тип 102 замисливме да направиме еден микс од гости кои што секој се драгоцени за нашиот град, кои што со своите настапи за своите екипи придонеле за афирмација нивна личја, за нивните клубови, за Република Македонија. Велам добре дојде на Дарко Стојанов, фудбалер на Брегалница. Добре дојде во ова 11-то новогодишно издание. Добар ден на гледачите на Ирис телевизија и голема благодарност до вас што ме поканивте да учествувам во оваа емисија. Дарко, сигурно го знаеш теркот на емисијата, имаме различни гости. Некако фудбалот е, сите велат, вика, најспоредната работа на светот. Збор два за гледачите, еве, за помладите да кажеме кој е Дарко Стојанов, од каде потекнува, кога беа првите почетоци со фудбалот и дали фудбалот беше првата предиспозиција, бидејќи сега со ова висина повеќе делуваш како одбојкар, кошаркар, меѓутоа еве, сега си на зелениот тепи. Па вака, јас сум Дарко Стојанов, значи роден во Штип, 11 февруари 90-та. Моите први почетоци не се како фудбалер, него како гимнастичар на Партизан од Штип. Имам неколку успеси како гимнастичар на тој клуб, првак на Македонија 3 пати поред и како екипна на екипно првенство и како први во Македонија. Да, кои дисциплини, кои гимнастички справи ти беа омилени? Па за омилени справи немаше омилени, дека се напреварувавме во сите справи, значи да, вишево и тие. Да, вишево и да, целокупна. Партер. Да, целокупни. Колку траеше таа одисеја во гимнастиката? Па околу 6 години. 6 години. 6 години. Добри 6 години и потоа се префрлив на фудбалот, значи со мои 13 години, нека 14. Како дојде до фудбал, дали со помош на другарите или некој тренер, некој во малото те видел дека добро играш? Па не, едноставно така се одлучив за фудбалот, ми дојде некоја идеја да пробам со нов спорт. Отидов на фудбал и така почна се. Кој беа твоите клубски другари во тоа време, кој беше тренер во пионерско-родинските школи на Брегалница? Да се подсетиме на тоа. Како тренер во мојата категорија беше Ѓоше Николов. Во мојата генерација беа Велковски Бобан, Дарко Сарафинов и не можам да се сетам кои други беа
во мојата генерација од тоа време. Настапуваш, играш во одбраната, така ли? Да. Или во почеток имаш и некој... Па уште на почетокот бев како лев бек почнав, потоа се ме поместија во задната линија, бидејќи со мојата висина мислам дека како... Значи, со текот на времето се растеш, се развиваш, идеш во висина и се менува местото. Поратаму како течеше фудбалскиот пат? Па кога завршив 8 одделение, одлучив да се запишам во Скопје на средно физкултурно училиште и бидејќи морав да тренирам, а не можев да патувам Штип Скопје цело време, отидов во фудбалски клуб Вардар, значи таму продолжив со мојата кариера во Пионери исто. Пионери, кадети, младинци, па се до прв тим бев во Вардар. Како беше во Вардар, бидејќи едно е да се настапува, да се игра во она школа на Вардар, друга е во Брајалница, сепак ти си млад, да рече, заврши 8 одделение, средношколец, а друга средина, поголем град, како те прими во Вардар? Па, дали тогаш имав среќа или како да кажам, бев наметлив самиот како спортист, значи како личност. Бев добро примен, имав многу добри колеги и ден денес, значи не се во фудбалот, али ден денес има огромно поштување помеѓу нас. Одржувате контакт? Да, бев одлично примен од нивна страна, значи и со самиот себе, со самиот борбен дух што го имам од како мал, значи се изборив, се наметнав за место во екипата. Кои беа првите почетоци во сениорска конкуренција? Кој беше прв настап? Дали беше тоа во Вардар или во некоја друга екипа, како веќе изработен фудбалер, како дораса за сениорска екипа? Прв настап имав на мој 18 години, само што напунив 18 години, мислам дека беше 31 март 2008 година, со шеф на стручен штаб во Вардар беше Зоран Стратев. Ми даде можност да играм во првите 11 против екипата на Силекс. Тоа беше мојот дебют за Вардар и го добивме тој надпревар и беше се како што треба. Колку време настапуваше во Вардар? Дали потоа следува други екипи? Во Вардар настапував истата година, настапив на уште околу 10 надпревари и потоа Вардар немаше финансиер, многу слабо финансиски, значи немав кај да престојувам, па решив да го сменам клубот, отидов во Локомотива во втора лига. Таму изиграв година дена и потоа отидов во Беласица во Струмица втора лига и од таму дојдов тука во Брегалница во Штип, веќе 4 години сум тука. Дарко, позна си по излетите во напад. Често пати знаеш и да ја затресеш мрежата. Мене особено симпатично ви паѓа одбранбен играч кој даде гол, ми се чини радоста е 2 пати или 3 пати поголема кај одбранбен играч кој постигне гол или навален играч. Во што е разликата? Дали ретки се тие голови па радоста е поголема или сепак тоа е дел од еден момент кој што кронисана игра во одбраната, добрата игра во одбраната се крониса и со гол. Како ќе тебе чувството? Па нормално дека ние одбранбените играчи нормално дека поретко постигнуваме поголици, можеби и затоа кога ќе се постигне поголок од одбранбен играч, радоста е поголема, бидејќи напаѓачите како напаѓачи, тоа е нивна работа, секоја утакмица да постигнуваат голови, додека одбранбените прво треба да ја завршат работата позади, да се одбранат како одбранбен фудбалер, а доколку се постигне поголок, тоа е плюс за еден одбранбен фудбалер, што значи дека можеби тоа е причината за поголемата радост. Еве ќе земам пример, вчерашниот надпревар кога беше Реал, Сан Лоренцо за оној светски куп Серхио Рамос, потоа еве Ивановиќ кој постигне гол како бек од Челси. Радоста приметлива, тоа се гледа за цел стадион, гледа цел свет, кога се даде тој гол, па оние гестикулации, артикулации што дава до знање еве тоа што го велиш постигнувањето на гол. Ова година имаше ли постигнато гол за Брегалница? Да, ова година постигнав гол против Ренова. Да, минатата сезона ми се чини дека имаше повеќе. Минатата и предминатата имаше повеќе поголици, да. Да. Годинава Брегалница, дојде до реорганизација 10 екипи, на некој се свиѓа, на некој не, ваше е да се изиграте, да се чувствувате она како што треба. Зборот вас за квалитетот, дали е доволно
ова 10 екипи дали да се игра добар фудбал, бидејќи ние следиме во Штип, ти си насекаде по терените и каде се игра најдобриот фудбал во Македонија моментално? Па вака, јас мислам дека резултатите моментално што ги прикажа Брегалница не се на завидно ниво, но мислам дека тука во Штип од секогаш се играло добар фудбал. Значи во Штип секогаш имало и ќе има добри фудбалери и добри утакмици. Мислам дека квалитетот на лигата на некој начин малку е на повисоко ниво, но мислам дека треба барем уште 2 или 4 екипи да се додадат во лигата, како би мислам дека и така би се подигнал квалитетот на самата лига. Да. Штип е карактеристичен бидејќи Брегалница фигурира на предпоследното 9-то место, меѓутоа карактеристично за Штип е големата посетеност. Колку да не има оде на Брегалница, толку вие играчите сте повеќе омилени кај публиката. Никош Брегалница не ја седеле помалку од 500 или 1000 гледачи, за разлика од тоа греота е вака да се изразам народно на арената Филип II, еден Вардар да игра со оваа богата екипа, скапа екипа, а на трибините само 100 до 200 гледачи. Па да, респект, значи до луѓето и до навивачите кои доаѓаат на стадионот во Штип. Ние оваа полусезона сме многу должни према нив, бидејќи не возвративме со резултатите што ги очекувавме на почетокот на сезоната, али мислам дека во текот на следните 6 месеци дека ќе оправдаме довербата на навивачите кои доаѓаат цело време и мислам дека ќе ја спасиме Брегалница, недоликува Брегалница да биде на ова место каде што е сега. Порано, бидејќи го следиме фудбал одамна, изговор беше немањето на помошни терени. Меѓутоа, во последно време, локалната самоуправа направи доста. Се реновираше стадионот во Бабите, тука е стадионот во местоста Сујутлек, тука некогаш е Карорман, Крупиште има добар терен, градскиот терен е исто така со добри услови, што ќе рече дека полека но сигурно и првотимците на Брегалница, меѓутоа и на пионерските, младинските школи добиваат една сатисфакција и подобри, побезбедни услови. Па да, со помош на локалната самоуправа, значи фудбалски клуб Брегалница доби повеќе терени за тренирање, што значи дека и младите категории можат да напредуваат на тие терени, што мислам дека во минатото беше голем проблем општо за секоја екипа во Македонија, така и за Брегалница. Многу екипи кубурат со проблеми, во некои има прифатни спонзори, во некои локалната самоуправа е спонзор. Како е ситуацијата со вас? Ми се чини дека Брегалница ги покри лошите резултати. Еве најавите, информациите што ги имам, велат дека сите финансиски примања према вас се подмирени. Дали е точно тоа? Да, значи јас сум веќе тука 4 години во фудбалски клуб Брегалница. Значи фудбалски клуб Брегалница е под општина Штип, значи под локална самоуправа. Значи овие 4 години можам да кажам дека во ниеден друг клуб во Македонија, можеби не сум играл во многу клубови, али во ниеден клуб, да, во ниеден клуб можам да кажам во Македонија не е редовно како во Брегалница. Значи до сега се е подмирено сите финансии спрема нас што е договорено, све е исплатено. Благодарност до управата, до локалната самоуправа. И мислам дека со тоа покажуваме дека сме сериозен тим кој не заслужува да биде на тоа место и мислам дека во следната полусезона, наредните 6 месеци, дека ќе го извадиме клубот од ова место каде што и ќе обстанеме во првата македонска фудбалска лига. Збор два и за овие играчи кои доаѓаат од страна, тука беше Марковски, тука беше Филип Гачевски, тука беше Ристов. Ми се чини дека токму и поради ова навремено давање нови финансиски средства е причина и тие да се овде. Како е состојбата со нив, како е другарството со нив, бидејќи сепак тие потекнуваат од други средини, меѓутоа вашата обврска е на теренот да делувате колективно. Како е вон теренот? Има ли другарство, има ли зближување? Па нормално ние како колеги од фудбалски клуб за функционира, мислам, нормално целата таа атмосфера не е само кога ќе се отиде на тренинг или на утакмица, значи секогаш има дружба и после тоа. Фудбалерите кои спомнавте, Марковски, Сашко Ристов, Гачевски, се одлично примени од наша страна и ние сме примени на еден начин од нивна страна. И има многу големо другарство. Значи, тоа е
тоа е позитивноста на една екипа и мора така да се држиме ако сакаме да бидеме поуспешни и да има резултати. И сосема за крај, според планот и програмата на Фудбалската федерација на Македонија се дува 4 или 5 стадиони кои што треба да се реконструират, да добијат нова физиономија, меѓу нив е и стадионот во Штип. Како ќе биде чувството да се излезе на еден терен со тунели, со собликувални, со трибини покриени? Па вака за секој фудбалер или општо во било кој спорт кога ќе излезете на терен, значи на нов терен, нова подлога, значи ново се, значи мотивацијата е на поголемо ниво. Значи самиот терен дозволува подобра игра, дозволува поквалитетен и поатрактивен фудбал, значи за секој ќе биде добро. И добро е што федерацијата ќе обнови некои од терените во Македонија, па ќе гледаме уште поквалитетен фудбал и ќе одеме на многу повисоко ниво. Сосема за крај, порака, престојат божиктите празници, новогодишните празници, порака до симпатизерите на Брегалница и воопшто до сите оние кои го милуваат спортот. Па вага сакам да го честитам празникот на сите, значи среќни новогодишни божикни празници со многу здравје и успех во новата година и Брегалница ќе опстане во лигата. Тоа можам да го гарантирам лично. Јас ти благодарам. Благодарам и до вас. Пред се здравје, да те служи здравјето, нозете бидејќи од тоа се печали фудбалот и се најдобро во новата 2015 година. Благодарам на поканата, исто и на вас се најдобро. Тоа беше нашиот денешен гостин, кој што се освана на ова календарска 2014 година. Продолжуваме со джингл, ЕПП и со следниот гостин. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете над превари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Ако тргнете по мирисот на вкусната храна, патот сигурно ќе ве наведе во ресторан Нецко 2. Совршен спој на традиционалната македонска храна и модерната кујна. Уживајте во пријатниот и романтичен амбиент на ресторанот и летната тераса. Атмосфера која ќе ги побуди сите ваши гурмански сетила за максимално уживање во вкусот на специјалитетите. Ресторан Нецко 2 на влезот во Штип. Резервации на телефон 032 609 999. Спортисимо. Вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Кочани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете над превари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Втор наш гостин во ова новогодишно издание на емисијата Тип 102 ни е Димитар Георгиев. Добре дојде. Добре, најдов. Мило ми е што на прв пат
и веднаш се озва на нашата програма да бидеш гостин. Многу ми е драго и искрено за поканата и мило ми е што ќе можам да учествувам во вашата емисија. Сега Димитар да ни каже откаде доаѓа и со кој спорт се занимава. Јас сум од Неготино, роден во Неготино. Се бавам, спортувам кикбокс, каде што се зачленив и во мојот роден град во Неготино во кикбокс клуб Гладијатор. Да. Какви беа првите почетоци? Дали тоа беше кикбокс од прва љубов или во почетокот во раното детство се занимаваше со некој друг спорт? Бидејќи кикбоксот некако во последно време дојде на мода. Па нов спорт е, релативно нов спорт во Македонија. Почнав со кошарка, тренирав до 14 годишна возраст кошарка, потоа направив пола година пауза и видов дека не можам без пауза, па сакав да пробам нешто друго, нешто ново. Разбрав дека во Неготино има кикбокс, отидов да се зачленив и искрено Пред колку време беше тоа? Па 7 години. 7 години. Сега, кикбоксот е интелигентен спорт, јас ги од доста груп, во кој што треба да се внимава, да се пази. Што е се потребно кикбоксерот да се заштити или што треба вештини да има, кој справи да ги вежба со цел оние удари или оние повреди да се избегнат? Па, за да се избегнат конкретно повреди да почнеме, мора секој спортист и во било кој спорт и во нашиот плюс да се загрее убаво на тренинг. Мора да обрне време на секој дел од телото. За кикбокс спортот на турнирите е заштитен, со кацига сме заштитени со ракавици и такви работи, но не можеш да отидеш на турнир со една недела тренинг. За да бидеш заштитен од тие сите повреди, да не бидеш во опасност од другиот противник, мораш да тренираш активно барем 1 година до 2 години. Сигурно овие тренинзи во нив, во оние сали содржат елементи, справи кои треба да се вежбат за добивање на мускулни елементи. Ако тренираш рекреативно, кикбоксот е совршен спорт со 3 пати неделно за да го оформиш да имаш убава градба на тело. Бидејќи ја опфаќа цела мускулатура и се трошат многу калории, можеш да го ставиш телото во нормала. Но доколку сакаш да одиш на турнири да се надпреваруваш, има посебни програми според тежината на турнирот. Ако е светско првенство, кој што е многу тежок турнир, мораш секој ден по 2 тренинга да правиш и нормално една ден во неделата да имаш одмор. Да. Со тоа што одеш во теретани, трчеш на стрмно, вежбаш техника и така. Очигледно емисијата Тип 102, иако е во Штип, се гледа во целиот источен регион, се гледа на интернет порталите, на YouTube во останатите градови, па и во насекаде по светот. Ајде за гледачите на Ирис телевизија сега да им кажеме како беше патот на Димитар Георгиев, од почетите први резултати, па ќе се сврнеме и на овие пехари. Како течеше резултатски патот ваш? Резултатски морам само првен да кажам, кога отидов во Неготино првата ден на тренинг, ми беше многу тешко. И ми беше некако предизвик и почнав да се тренирам рекреативно, немав намера да се надпреварувам. После година-две почнав да се заинтересирам. Значи тоа на тешкотија веќе навлезе во една година, па и во втората лига. И потоа ми стана предизвик, бидејќи тренингот ми дојде веќе навика лесно, сакав да се надпреварувам. Првиот турнир ми беше во Прилеп, државно првенство за јуниори. Победив со нокаут во 3-та рунда, така што ми стана додатно поинтересно. Потоа наредните 3-4 борби сите ми беа со нокаут победи, па почнав порано малце да се надпреварувам во сениори и после редум победи ми се даде шанса, бидејќи светско првенство се одржуваше на 2 дела во Македонија и во Ирска. Да. Нашата кикбокс федерација се трудеше да го донесе тоа светско првенство веќе 12 години и потоа му одобрија од светската асоциација, федерација и светското првенство се одржа првиот дел Скопје, каде што имав шанса на Која година е тоа? 2011. Да. Тогаш имав 18 години, баш делбата меѓу јуниор и сениор. Се согласив да настапам, имав 4 борби. Во конкуренција на сениори? Да, сениори. Браво. Сениорите почињаат од 19 години, но доколку настапиш на 18, потоа не смееш да се навртиш во јуниори. Во јуниори, да. И? Ми дадоа шанса и на тоа првенство, бидејќи јуниор, многу измотивиран, желба да се докажеш и освоив прво место. Светски првак? Да, 2011. Светски првак во кикбокс? Да.
Фала ви. Јас не го знаев овој податок. Имав борби, прва борба имав против Полска, втора борба ми беше Русија, потоа Молдавија, па Иран. Во која категорија, пази, секој спорт има, кај вас има дисциплини разни, има категории. Така. Во која категорија, која дисциплина? Кај нас има 6 дисциплини. Јас се борев киклај дисциплината, каде што ударците се дозволени низ цело тело, разликата е тоа што не е на ринг, туку е на татами. Да. Килажа? Килажа, тогаш почнав 74 килажа. Значи на 74 кик, Да. лоу кик, светски првак. да. Така. Браво си. Се надпреварував во сите дисциплини скоро, бидејќи така е најдобро за еден спортист за да ги осети сите дисциплини, да види како е. Потоа одма вториот дел во Ирска настапив во фул контакт, таму не освоив ништо. Нормално, пошто има друга дисциплина и да, се вели помален мотив, веќе светски првак има. Во Македонија целата ја завршив, многу имав желба во Македонија и плюс имав желба да се докажам затоа што млад, нов. Потоа почнав скоро секој настап на секој турнир да настапувам. Втор мој голем медал е од Европско првенство, сребрен медал. Во финале изгубив. Каде беше тоа? Во Романија, во Букурешт. И потоа сребрен медал во финалето порас од Унгарија. Од Унгарија. И тоа беше 2012 година. Кај нас турнирите се светско првенство еднаш на 2 години и европско првенство еднаш на 2 години, преку една година се организираат. Да. За мене можеби трагичен пораз тоа беше затоа што на светско првенство освоив прво, на европско второ. Ако сепак успех, да. Почнав потоа многу повеќе да тренирам затоа што не можев да прифанам, нели? Да. Си освоил на предизвик светско. си предизвик. Потоа ми дојде најголемиот предизвик покрај купови што настапував и освојував, нели, нормално имав и порази, секој спортист мора да има пораз. И тука големината на спортистот да ги прифаќа поразите, бидејќи тие се открито даска за нови победи. Ако не изгубиш, нема да напредниш, затоа што ти ќе победуваш, но можеби си стигнат до едно ниво. Ќе се засети, да. И мислиш дека си најдобар. Ќе изгубиш, првите 2 дена ти е малце тешко, потоа истражуваш зашто си изгубил и нормално да напреднеш. Потоа ми дојде многу голем предизвик после 2 години повторно светско првенство. Бидејќи првото светско првенство Скопје и Ирска, никој не го зема фактот дека е Скопје и Ирска, туку само Скопје, Македонија, и мислеа дека малце и судиите ми помогнале. Потоа дојде втор дел Турција и Бразил, каде што го организираат, и за мене многу голем предизвик. Морам да се докажам, да оправдам дека сум го освоил. Тогаш во тој период малце и бев и психички и финансиски многу ослабнат и не можев да се сконцентрирам доволно на тренинзи. Морам да се заблагодарам, да го кажам, Благој Марковски го запознав во тој период. Многу љубител на спортот, му се допадна мојата сторија и мојот резултат. Од каде тој? Од Штип. Благој Марковски. Да. Се упознавме, ми даде малце мотивација покрај поддршката што ја имам од неопходна од фамилија, од девојка. Нормално мора некој да те поддржува и да ти разбере твојата желба. Тој ми помогна со тоа што ми измотивира и ми даде желба да си докажам повторно дека вредиш нешто, дека имам да шанса, да. Имам некоја шанса да освојам. По настапот во Турција, повторно 4 победи, повторно го потврдив и го донесов златото во Македонија. Од тогаш и кариерата малце на подобро ми оди, со тоа што малце повеќе луѓето се заинтересирани за овој спорт. Значи знаат дека во Македонија вредиме. Се наоѓаат и повеќе помагатели се. Моментално за 2014 година морам да се заблагодарам на господинот Ванчо Чифлиганец. Долго сите го знаат тој во спортот што прави од Адор Инженеринг, господинот Гоце Босевски Тојота, кој што ми додели возило и како што вели сега не смеам да испуштам тренинг. А и ваш сограѓанин ОДАМ Коле Петрклиски, кој исто така има многу голема желба за борачките спортови. Сите тие ми помогнаа овие настапи да ги завршам за 2014 година како што посакував. Настапив на сите. Еве и последниот го завршив со злато. Ме интересира соработката
Како се вика вашиот кикбокс во Неготино? Кикбокс клуб Гладиатор. Да. Имаме и ние Гладиатор во Штип. Каква е соработката? А знам дека неодамна бевте и на една заедничка екскурзија. Кикбокс клуб Гладиатор се вика исто и клубот во Штип. И искрено да кажам, одлична соработка имаме, затоа што последниот турнир јас од нашиот клуб настапив само јас, дојдов баш со организиран превоз од Кикбокс клуб Гладиатор. Да. Тие настапија со кадети кои што сите дадо Каде беше тоа? во Макарска во Хрватска. Тоа е на Кроација Опен турнир. Да, Кроација Опен, тоа значи отворен куп, може да дојде кој што сака од било која земја да настапи на тој куп. Значи вие како гостин на нашиот Гладиатор Штипскиот настапивте во таа селекција, би рекол. Како беше во Макарска? Па во Макарска одлично настапиме, ако се зема во предвид дека потоа на тренерот кој што не водеше му дојдеа различни тренери со покани за да настапиме и на други турнири. Да. Сите борци издвоија победи, освоија медали. Не се сеќавам добро, но сигурно знам дека имавме 2 сребрени медали, останатите беа бронзени. Да. Со тоа што сите дадеа одлична борба и сепак тие се кадети, почеток на кариера, прв пат надвор од Македонија. Јас го освоив златниот медал. Што рече мала, но одбрана екипа. Да. Екстра екипа. Освои ти? Златниот медал го освоив со тоа што ми дадоа пехар за најдобар во категорија. Ово е пехар. Едниот е за прво место, другиот за најдобар на турнирот. Значи на исто турнир најдобар во твојата категорија прогласа за најдобар надпреварувач на целиот турнир. Да. Браво. За мене многу драг медал затоа што е на крајот на годината и нормално за да можеш да се релаксираш, мораш да освоиш нешто. Сигурно ова соработка со Штипскиот кикбокс клуб и понатаму ќе продолжи. Во перспектива дали имате планови за покрај искрено многу сум благодарен затоа што јас сепак настапувам за Република Македонија. Под клубот од Неготино но за Република Македонија и многу ми е интересно што поддршката ја добивам од сегден. Пример, градоначалникот на општина Виница Емил Дончев ми дава огромна поддршка. Секогаш ме поддржува за сите мои надпревари и му е многу драго што носам злато за Македонија. Да. Кикбокс клубот се извино од Штип почнавме и заедно да тренираме, така што мислам дека и тоа е едини начин да се напредне. Тие ќе ни бидат гости во Неготино, ние овде во Штип. Кои се следни планови за наредната 2015 година? Дали ви очекуваат во блиска иднина следни надпревари и каде? Следни надпревари ќе имаме професионален меч, двомеч меѓу Македонија со Балканот, каде што ќе се бориме со најдобрите борци од Балканот. И многу интересно, можеби ќе се организира државно првенство во март, токму овде во Штип. Очигледно дека кикбоксот има доста голем број на миленици. Колку клубови постојат и колку видови на надпреварување државно првенство куп има во Македонија моментално во овој момент? Во Македонија конкретно не знам точен број, но знам дека секој град има барем еден или два клуба според големината на жители. Ние во Македонија организираме државни првенства и професионални мечеви. Двомечеви со останатите држави и доколку имаме шанса како федерација, организираме и балкански првенства или нешто слично. Да. Сосема за крај, наидуваат божикни празници, нова година, што ќе им посакате на љубителите на спортот, на твоите пријатели од спортот? Па би им посакал убаво да си поминат за празниците, нека му е среќна новата година и потоа после празниците малку да почнат со тренинг, да ги стопат калориите нормално. Димитри, јас ти благодарам што се озвона поканата. Ова лична презентација преку ова емисија на Ирис телевизија. Гледачите од целиот источен регион да ги запознаат нашите врвни спортисти. Благодарам и се најдобро во 2015. Благодарам и на вас. Ова беше Димитар Георгиев, кикбоксер од екипата на Гладиатор Неготино. Продолжуваме со по еден краток джингл. Народната поговорка вели пред Божик околу Божик дома да си. Затоа сон на секој спортист се во овие фамилиарни празници да се добавелам. Добар ден и добродојде на Владко Митров. Добар ден и благодарам уште еднаш за поканата да бидам ваш гостин во оваа емисија. Владко, го користим моментот пред Божик, пред нова година овде со твоите
да се видиме на кратко. Ајде за гледачите на Ирис телевизија за емисијата Тип 102 да и кажеме, еве ќе почнеме од обратен редослед. Каде си сега моментално? Знаеме дека си наш интернационалец, беше во Германија, беше во некои други земји, каде моментално е Владко сега? Моментално се наоѓам значи во Австрија, во прва австријска лига, во Кремс, името на клубот. Веќе сум таму значи 3 години, имам уште една година договор таму и се надевам дека ќе останам уште некоја година додека имам успеси во кариерата. И додека милуваат да подпишува договор со тебе. Се разбира. Последен пат кога се видов, имаше некоја повреда на прстите, се санирано, рече ти дека туку сум во Штип, имат полно поверение во мене, додека не поминува на рехабилитација, не си одам. Како е со здравјето? Па, добро, значи повредата ја надминав, имав повреда со левиот зглоб на раката, значи јас сум левак, значи десен бек во ракометот и таа беше една незгодна повреда за мене, но сепак еве успеав со долга терапија и да кажам одмор на раката да направам да продолжам во мојата кариера, значи да тренирам. Ајде сега да се осврнеме на помладите гледачи да знаат кој е Владко Митков, ракометар, од каде потеклува, како беше животниот ракометниот пак на Па да, јас сум Владко Митков, како што напомена, јас сум ракометар веќе да кажам 15 години се бавам значи професионално со ракометот. Доаѓам од Штип, започнав тука значи во основното училиште Димитар Влахов. Потоа продолжи и во првата екипа на РК Текстилец тогаш и полека значи со добрите игри во РК Текстилец заминав во Поврдарие, каде што настапував значи 3 години Неготино, да, каде што настапував 3 години и да кажам тоа ми беше еден клуч во мојата кариера да успеам и тогаш со добрите игри таму бев повикан од ракометниот клуб Пелистер од Битола, каде што имавме 2 супер сезони, игравме Челендж куп финале и со тоа беше една оскочна даска да се продадам или да излезам надвор од Македонија и да бидам интернационалец. Значи заминав во Германија, тогаш мислам дека беше 2000 година во ТФ Вилштат Шутерва, тогаш излегува од прва лига, тогаш дојдов, има среќа да влезам и јас во таа екипа. Значи во втора лига се надпреварував 3 години и после тоа значи со да кажам пак да напоменам, значи со упорна работа и со тренизи имав шанса да добиам понуди од прва Бундеслига Германија во Вецлар, каде што играв 2 години, каде што тоа ми представуваше едно големо искуство да во мојата кариера и со тоа да кажам дека се исполни мојот сон да играм во Бундеслигата тогаш. Најквалитетната лига во светот и со тоа продолжи значи полека значи во Хан тогаш има со амбиции за влегување во прва лига. Имав да кажам исто супер сезони каде што добив одма понуда од се вратив одма во после една година или година и пол се вратив пак во Бундеслигата во Балинген каде што исто така се направи уште до ден денес значи во првата Бундеслига и така да кажам дека таму останав едно мислам година и пол да и со тоа заминав во Австрија каде што настапувам веќе 4 години пред тоа во Бернбах Кофлах се викаше екипата и сегашниот клуб Кремс каде што да кажам имам го играм најдобриот ракомет во мојата кариера сега таму. Сигурно овие интернационални твои настапи, добри игри беа запазени од селекторите. Кога стигна првата покана за настап во македонската репрезентација? Па да кажам, јас сум веќе во сите категории во ракометот. Од кадетската па се до јуниорската, значи до сениорите, значи ги појна сите тие категории на репрезентација и
да кажам едноставно дека до ден денес сум уште и репрезентативец на Македонија. За Кој беше позначајно еве за сениорската репрезентација, да кажеме, прво учество, бидејќи Македонија изненадуваше со настапи на Европско првенство, на други големи турнири? Ние направивме, значи, голем успех, веќе 6-7 години сме веќе да кажам, во една ракометна Европа и со тоа докажавме дека една таква мала држава, значи, може и ракомет да игра, значи, и сега тоа го држаме и уште во континуитет и се надевам дека натаму ќе го продолжат тоа, значи, нашите наследници во ракометот. На кои европски првенства настапуваш? Имам настапувано, значи, на европско, на две светски, значи европското беше во Хрватска, имам на светско настапувано беше во Србија беше и сега во Данска каде што настапував. Исто, значи, можам да бидам задоволен со мојата кариера што имав и како репрезентативец и како ракометар. Ајде да пренесеме атмосферата, еве, од Србија, да речеме, од Хрватска, настапи на Македонија, кој рече една мала земја, меѓутоа знае да ги замрси сметките на големите велесили во ракометот. Па, да кажам, имавме многу голема поддршка. Значи, тоа секој пат го напоменувам, значи, од македонските навивачи, така наречена фаланга, имавме голема поддршка поради тоа што Македонија беше блиску до овие, граничиме со овие држави, така да тоа ни представуваше и ние да направиме еден голем подем или голем успех во ракометот. И чувството е стварно да се игра на светско или на европско пред толку наши гледачи како да игравме дома. Значи се осеќавме како да сме во Македонија. Како реагирате, бил си во Германија, сега си во Австрија, на успесите на скопските екипи Металург и Вардар? Мала земја, меѓутоа еве меѓу првите 8 европски велесили, да во таа осморка да има две екипи од исти град, ајде што е Македонија, меѓутоа и од исти град, од Скопје. Кои се коментарите во весниците, на телевизиите во Австрија, еве? Па луѓето стварно се чудат, значи како толку мала држава, значи со 2 милиона, да кажам, жители, да може да има така две добри екипи, како што се Вардар и Металург, што направија толку голем успех или подем во ракометот и едноставно за некои такви, да кажеме, европски екипи тоа не го достигнале, а веќе Вардар и Металург го прават тоа за експресни 4-5 години, или да кажеме Вардар сега за 2 години стигна до најдобри 16 екипи и се надам дека тие ќе продолжат понатаму, значи во континуитет и да тоа ви успеси. Следува, јас би се изразил енигматски, освоена е карта за Катар. Значи карта кој ќе ги избершеш буквите и го дава Катар. Карта Катар. Нашата селекција еве ќе оди на светско првенство, меѓутоа во поширокиот список, рече ти, се уште си репрезентативец, меѓутоа има ли шанса, еве, дали поред повреда, дали сепак да влезеш во некоја комбинација како испомош или списокот е дефинитивно заокружен? Јас сум, значи, во 28, значи во поширокиот список. Тие се состават, ако дојде до некоја повреда на некој играч, тогаш најверојатно може да се влезе, значи се уште сум во опција, да кажам, но посакувам на никој, значи како професионалец, му посакувам на секој, значи да остане здрави и да направат голем успех, значи јас сум од секој бил професионалец и посакувам стварно да направат голем успех, значи сепак ние играме за Македонија, не играме, да кажам, егоистично да го кажам, значи Значи те радово успехот е што да биде составен дел на екипа. Ти фактички се составен дел, меѓутоа друго кој се тама, друго кој се гледа покрај малите екрани. Збор 2 еве за оваа целина другарство, овие имат ли шанс овие дечки, бидејќи веќе 7-8 години во континуитет заедно со тебе се дел од таа екипа? Па зрелоста е на наша страна, значи сите ракометари се од 31 година па нагоре, значи
тај Искуство веќе со зреани. искуството со зреани, со надополнити со неколку млади играчи кои што идат сега, и се надевам дека и убеден сум дека ќе направат некој голем резултат, затоа што групата е тешка, но сепак мислам дека квалитетот е веќе на наша страна, искуството е на наша страна и мислам дека можеме да направиме еден добар резултат, значи како што напоменуваме повеќе и по вестници дека да ја обезбедиме картата за Олимписките игри. Какви се релациите, бидејќи некако сите се распречени, да речеме Филип Миркуловски, Мојсовски се овде, Кирил Лазаров е во Барселона, други некои играчи се на страна, одржувате ли контакти, каква е соработката, имате ли нешто заедничко да се советувате, да се припомогнете еден на друг? Па, како што напоменав и претходно, значи ние сме веќе од кадетска репрезентација па се до сениори, значи во континент сме заедно, така да имаме контакти веќе многу години, да кажам, сите сме веќе се знаеме, едноставно да кажам како дишеме еден со друг и така да другарството, пријателството е на наша страна, така да се надевам дека ќе направат еден голем успех и дека ќе ни израдуваат пак како што беше во претходните, значи европски и светски. Каде ќе биде Владко за време на светското првенство, дали ќе биде овде или ќе се враќа назад во Австрија? За жал, значи ќе се враќам назад, значи на 7 јануар ми завршува значи одморот и веднаш почнувам значи со подготовките за наредната сезона, каде што мислам дека ќе биде едно од најтешките за нас, значи. Иначе за квалитетот на австрискиот ракомет, докаде им се можностите? Дали тие се квалификувани за светско? Тие се во наша група со нас. Да. Значи квалитетот го знам, тие напредуваат секоја година се повеќе и повеќе, значи вложуваат многу во ракометот и мислам дека ќе исто ќе играте на главна улога во првите места горе во нашата група. Да, секогаш првите надпревари се квалификациски, додека да се запознат пред. Владко, еве, за на крај порака до твоите пријатели овде во Штип, рече дека ќе бидеш тука 10 дена, односно до 7 јануари. Зборот вас за празниците кои што следат и порака, еве, за сите оние кои го милуваат спортот. Па ништо и посакувам на сите, значи, пријатели, другари и сите што го гледаат телевизија Ири, значи да си поминат убаво за празниците и здравие, живи и така па пак да се гледаме во наредната 2015 година. Јас ти благодарам. Ти посакувам пред се здравие, успешни настапи и во прва следна прилика повторно да се видиме. Благодарам. Ова беше Владко Митков, наш интернационалец кој што мощно и успешно настапува во Австрија и еве се уште рече дека е во списокот, поширокиот список на ракометната репрезентација на Македонија, па дај Боже да го видиме повторно и да го повикаме овде да се помалбетиме. Одиме со джингл и со реклама. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет вие како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Ако тргнете по мирисот на вкусната храна, патот сигурно ќе ве наведе во ресторан Нецко 2. Совршен спој на традиционалната македонска храна и модерната кујна. Уживајте во пријатниот и романтичен амбиент на ресторанот и летната тераса. Атмосфера која ќе ги побуди сите ваши гурмански сетила за максимално уживање во вкусот на специјалитетите. Ресторан Нецко 2 на влезот во Штип. Резервации на телефон 032 609 999. Спортисимо. Вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти,
ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Кочани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете над превари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Следува последниот и најатрактивниот дел во кој што велам добар ден и добре дојде на дечките и девојките во обложувалниците на Вил Хил кои што се на своите работни места и ги примат сите они ваши уплати. Ова е на новото издание на билтенот на обложувалниците на Вил Хил во кој што може да ги најдете сите они содржани од сите најразлични спортови. Секако интересно е тоа што ова се денови за радост, среќа и хармонија во семејствата, бидејќи еве да го честитам и католичкиот Божик на сите оние наши гледачи кои што ја имат оваа чест, да ги честитам и престојните новогодишни празници за сите наши гледачи и со задоволство еве го представувам денешниот гостин, тоа ќе биде Илија Јозеф Џуза, кој што е генерален менеджер за обложувалниците на Вил Хил во Источна Македонија. Добар ден, добро дојдовте. Добар ден, најдов, поздрав. Поздрав до емисијата, поздрав од Епушка, до гледачите на телевизија Ирис. Имаме одлична соработка и се надам дека ќе продолжиме со соработката. Еве што вели искуството, ова е веќе 11-та емисија, 10 емисии, прославиме еден мал јубилеј. Да. Што вели интересот? Вие реков сте представник менаџер за обложувалниците во целиот источен регион. Кои се коментарите еве од ваш агол да слушнеме? Да. Нашата емисијата е супер. Ти како водител даваш поголем придонес за емисијата. Се гледа многу е популарна и ние сме задоволни и се надам дека ќе продолжиме и понатаму да соработуваме со вас и вие како телевизија и ти како водител и емисијата Тип 102. Секако голем удел во ова имат и нашите гости кои што да, атрактивни гости, познати за македонската јавност, спортисти и го имаме и она катче во кое што беше ни гости Велибор Џаровски Џаро, па имаме можда секоја сабота. Еве сега исклучи ќе биде ова новогодишна емисија, ќе паузира Џаро со негови коментари, со негови да, голем придонос дава и Џаро како и тие се активен најголем придонос, да. Со свое јавување во живо дава допринос во најголем придонос, да. Реализацијата на емисијата. Што можете од ваш агол да кажете за обложувалниците на Вил Хил? Што содржи се билтенот кои се атрактивни? Нашиот билтен ги содржи сите видови на игри. Најатрактивен е бонусот што го имаме, од 6 надпревари тамо до 15, со допълнително се наградува од 5% до 15%, до 30 до 50, зависи колку утакмици има. И тоа ни е најголем удел во билтенот и најатрактивен за играчите на обложувалниците. Каде се, во кој катче, ние велиме во на пропагандниот дел, во секој катче, во кој тоа секој катче се сместени обложувалниците на Вил Хил? Па, обложувалниците Вил Хил се сместени во Штип, Кочани, Каменица, Виница, Берово, Делчево и во другите делови кај што се гледа емисијата. Има и играчи, значи, ние немаме во Пекчево, ама сите типовачи од Пекчево, а типовот во Берово, пошто разликата е мала, може да типуваат во Берово, само таму немаме во тој дел. Иначе целосно е покриена во целиот источниот регион. Еве за гледаноста на емисијата зборови податокот дека денеска имавме гостин од Неготино. Да. Јас еве во текот на емисијата дознав, знаев дека тука некаде во самиот врв, меѓутоа светски првак во кикбокс, тоа од Неготино, меѓутоа покрај оно интернет iris.mk, вашата интернет страница и гостувањето на Димитар Георгиев е доказ дека емисијата и Вил Хил обложувалниците се следат на секаде. Се гледат, секаде се следат. Нашата обложувалница е
сериозна фирма што постои повеќе од 15 години, меѓу првите обложувалници со големо реноме и такви треба да бидат и гостите како што се и до сега. А ние имаме дел во онаја реклама за дел од обложувалниците. Што се содржа? Дали ги имат оптимални услови овие кои милуваат да типуваат? Кои содржини ги имат тама? Дали имат телевизори, дали имат неопходни средства просторни? Значи, обложувалници се снабдени со модерна опрема, со телевизори, со плазми, пратени на сите утакмици во текот на денот, покриени се со од сабајле до вечер со сите утакмици, имаме кладење во живо, многу атрактивно. Едно од најатрактивните во Македонија е нашето кладење во живо. Може да се прати на секој натпревар и обезбедено и се сите преноси, речи кажи, сите преноси на утакмиците на најактуелните утакмици што се. Што вели искуството, дали емисиите се следат во обложувалниците? Да, се гледат во обложувалниците. Сите емисии се гледат, се пуштени на телевизор, се гледат во обложувалниците, каде што е покорен од Штип до на тој дел на регионот. Штип, значи Кочани, Каменица, Делчево, Берово, на тој регион каде што е опфатена телевизија Ирис. Да. Еве, може би емисијата да биде и допринос за поголема популарност на овие обложувалници. Што вели искуството? Дали е зголемен обемот на работа и дали се задоволни? Да, зголемен е. Голема популарност има емисијата. Гостите исто така дават голем придонос и гледачите исто така голем придонос и ние сме како Вилхил обложувалници задоволни од до сега со вашата соработка и мислам дека ќе продолжиме да соработиме понатаму. Денеска имате таа среќа, вие како представник на Вилхил, да понудите 10 парови кои што ќе бидат на располагање на гледачите, а колку ќе имаме късмет ќе видиме. Предлагам на режијата да одиме со джингл и со реклама и веднаш потоа се јавуваме со она основно типување, односно предлог 10 парови, 10 двојки на нашиот денешен гостин Илија Ѓозеф Ѓуза. Бидејќи најдуваат овие божигни празници, се во тек, а се дуваат и новогодишните, малку е редуциран списокот на надпревари, секако и спортистите се од крв и од месо сакат да прослават со своите најблиски, меѓутоа сепак еве за гледачите на Ирис телевизија издвоите 10 парови, па да почнеме со ред. Прва надпреварувача двојка, надпревар Селтик Рос Каунти. Ваша прогноза? Селтик Рос Каунти, тим 1, 2+. Значи Селтик да даде 2 гола прво полувреме. 2 гола во прво полувреме. Втора надпреварувачка двојка, надпревар од Турската лига, Фенербахче Мерсин. Фенербахче Мерсин, 1-1 и прво полувреме и второ, значи кец популарно кажем. Значи прво полувреме 1-0, 1-0 или 1... Да, и прво полувреме и второ. Меѓутоа, во последно време турските екипи некако идат на изненадување. Ми се чини дека сте гледали емисијата со Джаровски, кој што рече, еве, Белгија и Турција игрите, не, често пати, меѓутоа, од време на време 2-1 или 1-2. Вие за разлика од тоа, кецаке, што е сигурно, сигурно? Што е сигурно, сигурно. Добро. Одиме со третиот пар, надпревар од англиската премиер лига, Тотенхем Манчестер Юнајтед. Тотенхем Манчестер Юнајтед, екипи со променлива форма. Мислам оти ќе има голови, мислам оти ќе си дадат по еден гол и ќе има голови, затоа гол 3+. Гол 3+ и сега, но ова еуфорија за просниците ќе биде еден шлагфор за навивачите кои што уживаат во англискиот фудбал. Четврта надпреварувачка двојка, надпревар Саутемптон Челси. Челси неприкосновен во англиското првенство како Манчестер Сити, главната битка мислам ќе ја водат Челси и Манчестер Сити, чиста двојка. Петта надпреварувачка двојка или пар, надпревар меѓу екипите на Манчестер Сити и Барли. Како што кажав, Челси и Манчестер Сити ќе водат главна битка за титулата, неприкосновени, Манчестер Кец со 3+. Значи, Кец и 3+. Следен пар Вестхем Арсенал. Вестхем Арсенал. Вестхем во одлична форма, Арсенал во променлива. Мислам дека ќе има голови. 3+. Цела утакмица 3+. Надпревар зачинет со голови. Седми надпреварувачки пар, надпревар Ньюкасл Евертон. Изјасничени екипи. Мислам дека ќе си дадат по еден гол, гол. Да. Следна двојка Кардиф Вотфорд. Кардиф Вотфорд од Шампионшип, втората лига англиска. Мислам дека Вотфорд има по-добра екипа, мислам дека е двојка.
Девети надпреварачки пар, надпревар помеѓу екипите на Ливерпул и Свонси. Ливерпул, знаеме. Знае. Променива форма, исто, мислам оти ќе прима гол, мислам оти ќе даде гол и мислам оти ќе е гол. Ќе си дадат по еден гол, секој ќе има по еден Значи, гол. што е сигурно. Не Да. одиме на победа. Не одиме, пошто променива форма. Многу би типувале единица, ја би типувал гол. Знам, во минатите емисии имавме двојка Ливерпул и Хул, не знам кој беше. Имаше разни прогнози, 2-1, 3-1, Кесва на превор Свонси, без голови. Свонси одлична форма, мислам оти ќе даде гол, а што ми дал гол, мислам оти ќе е гол. Посигурно од колку фикс да е. Може би да биде 2-1, 3-1, важно, двете екипи ќе дадат гол. И 10-та надпреварувачка двојка, Исто, од помеѓу Championship. екипите на Фулам и Брайтон. Брайтон Championship, мислам оти ќе има голови, 3+, Фулам игра отворен фудбал, 3+, најсигурен пар. Еве за во интерес на гледачите да ги повториме. Значи прво надпреварувачка двојка Селтик Рос Каунти тим 1 2+ прво полувреме. Втора двојка Фенербахче Мерсин единица во единица, значи прво полувреме Кец, второ полувреме Кец. Трета двојка Тотенхем Манчестер Юнайтед гол и 3+. Четврта двојка Саутемптон Челси тип 2. Пета надпреварувачка двојка Манчестер Сити Барли Кец и 3+. Шеста надпреварувачка двојка Вескем Арсенал 3+. Седма надпреварувачка двојка Ньюкасл Евертон гол. Осма надпреварувачка двојка Карди Ватфорд тип 2. Девета надпреварувачка двојка Ливерпул Свонси гол и 10-та надпреварувачка двојка Фулам Брайтон 3+. Ова е предлог на нашиот гостин Илија Ѓозеф Џуза, на кого посакувам еве среќни новогодишни празници. Дај Боже, еве и во следната година да се видиме повторно во место во реализацијата на емисијата Тип 102. Што ќе порачате на гледачите еве во преседна нова година? Среќни новогодишни празници на играчите и се знае да имаат стил да играат во Облужуваници Вилхил. Јас ви благодарам. Среќни на вас. празници и на вас, да сите Благодарам на дечки и поканата. девојки кои што се неминовен дел од оваа емисија и еве во здравје, во убава, весела атмосфера да ги дочекаме и овие празници. Овие празници, да. Благодарам. Овде некаде е крајот на емисијата. Благодарам за вниманието. Среќни, честити новогодишни празници. До следното издание. Останете со здравје, уживајте во празниците, следете Ирис телевизија. Пријатно. Athlete.